Лани на вице-премиерот Кочо Андјушев бизнисот му терал одлично, ама годинава му опаднал профитот за 50%, па затоа ќе се повлечел од политика. Откако медиумите објавија податоци од Централниот регистар кои не се совпаѓаат со изјавата на Андјушев, вице-премиерот денеска се правдаше. Фирмите работеле со добивка во 2018-та, а не годинава. Тоа што јас го зборувам за 2019 година, кое што ќе го видите во завршните сметки во февруар 2020 година. Се створи еден јас од она што се створи како перцепција во влијанието, нели, и во конфликтот евентуален на интереси, а од друга страна имаме нешто што е вистина и таа вистина ќе ја видиме сите во февруар 2020 година. Но не е се така црно откако Андјушев е во власта. Невладиното здружение Рефлектор, повикувајќи се на Централниот регистар, објавува дека Феро Инвест во 2018-та остварила добивка од 77,7 милиони денари, односно забележала раст од 54% во споредба со претходната година. Фирмата Брако пак прокнижила добивка од 69,9 милиони денари, односно раст од 143%. Дали на вистина Кочо Андјушев поради бизнисот му го сврте грбот на премиерот? Тој важеше за клучен играч во креирањето на владините економски политики. Оди Линденска ќе си замине најверојатно на 3 јануари заедно со Зоран Заев.